природните кој дел би бил поплавен. Нема такви работи повеќе. Тоа? Дримот Ова е уреден. од подземните води. Е уреден значи, дримот, крајбрежниот појас. да. И ова е од самото крајбрежје, значи од самото. Вака Струшкиот градоначалник во септември ги убедуваше членовите на комисијата за спроведување на препораките на УНЕСКО дека во неговата општина нема дивоградби на крајбрежјето. Останати се само конструкција од платформи во езерото, објаснуваше тогаш Рамиз Мерко, иако комисијата забележа повеќе проблематични точки. Тоа не значи дека цела обала треба да е онака избетонирана со зид. Не. Ма зидот не му смета. Ама не може да биде И тоа цела. е природен зид. Не е толку природен затоа што Камен е природен од тука. да, ама природен и овака да запрескува у песок. Комисијата во меѓувреме уште неколку пати го посетила Струшкиот регион. Од Мерко добиле уверување дека платформите што го нарушуваат крајбрежјето ќе бидат отстранети. Она што при посетата на Струшкиот регион го утврдивме е постоењето на одредени она што е фамозната болка наша, нели, платформи кои што се навлегуваат во езерото, одредени подзидувања на крајбрежјето кои што се веројатно изработени и без соодветната документација, така да она што оценивме дека е неопходно да се отстрани, од градоначалникот добивме уверување дека ќе биде отстрането. Забелешките на мешовитата комисија која ги скенираше Струга и Охрид се преточија во план за управување со регионот, што треба да стави крај на урбаното дивење во двете општини. И додека се очекува усвојување на документот, до редакцијата на 360 степени пристигнаа фотографии за изградба на објекти на крајбрежјето близу Струга. А во Струга не само што има мораториум за нови градби, туку и спорните објекти се во заштитениот предел. Објектите се наоѓаат на стариот пат Струга-Охрид во близина на хотелот Еуротел. Според податоците од катастарот станува збор за два објекта од по 700 квадратни метри, што би требало да имаат спортска намена. Кога ја посетивме посочената локација, таму немаше градежна механизација, но зад зеленото платно се гледа дека објектите се во напредна фаза. Освен таблата дека е приватен имот, немаше друга ознака. Кој е инвеститор, кој е изведувач и за какви објекти станува збор. Во општината, градоначалникот Рамиз Мерко останува на тврдењето дека во Струга нема дивоградби и за конкретните објекти за кои прашувавме, рече дека се градат легално. Надвор од заштитената зона, ние немаме мораториум за издавање на одобренија, бидејќи многу детални планови со измена и дополнување се донесени со согласност на Комисијата за природно и културно наследство, односно Комисијата од УНЕСКО. Така што во тие делови, во тие планови не може да има забрана за издавање на одобренија. Но 50 метри од езеро е заштитен појас. Сигурно не само 50 метри, него во некои делови е и 70, и 90, и над 100 метри. Граница на делот заштитен и делот на градот е регионалниот пат Подмолие-Радожда. На прашањето како овие објекти добиле одобрение кога се токму од страната на патот, каде што и самиот вели дека не е дозволена градба, Мерко објаснува. Тоа е приватен имот во тоа крајбрежје и истиот е оддалечен 50 метра од крајбрежјето и истиот има одобрение за градење кој е донесен во согласност со прво Советот на општина Струга, е донесена одлука за спортски рекреативен центар и е издадено одобрение од наша страна. Мерко смета дека јавниот притисок се прави на погрешна адреса. Немојте да направиме сега нешто од ништо. Град на УНЕСКО е Охрид. Тој треба да мисли за себе. Ние можеме само да му помогнеме. Во никој случај да одмогнеме. Со ова што вие правите на некој начин во наводници притисок код нас да издействувате нешто што го нема, мислам дека не е фер. За разлика од Мерко, кој тврди дека во Струшкиот заштитен појас има 0 дивоградби, Охрид изброја неколку стотини.
Општината веќе направи регистар на бесправни градби, урна неколку од нив испрати тужби до концесионери на плажи кои не ги вратиле природните добра во првобитната состојба. Оваа метална конструкција е остаток од една од дивите платформи во езерото. Собствениците самите ја отстранија пред околу 2 месеци. Останува прашањето, како локалната власт ќе се справи со останатите 400 диво изградени објекти во заштитениот појас. Од општината не добивме одговор колку објекти досега се урнати, а колку ги отстраниле самите собственици. Градоначалникот Константин Георгиевски пред неколку дена во интервју за порталот Сакам да кажам се пожали дека централната власт го оставило на цедило самиот да се справува со отстранувањето на дивоградбите. За жал, државниот градежен инспекторат во земјава не постои. Јас сум се сретнал со директорот, побарав помош, но ништо. Како општина немаме ресурси ниту финансии сами да се справиме со еден таков сложен процес. Направивме ребаланс на буџетот, предвидовме уште 2 милиони денари, но за една сериозна и здрава борба со урбанистичкиот хаос потребни се здружени напори на сите чинители. За разлика од локалната, централната власт е задоволна од спроведувањето на задачите од кои зависи дали Охрид ќе го задржи статусот светско културно наследство. Од владата велат дека имаат речиси секојдневна комуникација со УНЕСКО. Чекаат нивни представници да го посетат Охрид кон крајот на јануари, непосредно пред испраќањето на извештајот за напредокот. Според информациите од владата, се финализира формирањето на мешовита комисија со Албанија. За краток период се најавува дека конечно ќе почне ревитализацијата на колекторскиот систем, а планот за управување веќе помина 3 јавни расправи. Во Скопје, Охрид и Струга и е испратен до УНЕСКО од каде што се чека одговор, па заедно со предлозите од граѓаните и невладините организации, пред нова година треба да биде усвоен на владина седница. А што се однесува до регистарот на дивоградби за општина Струга, од владата велат дека го чекаат да пристигне во Министерството за транспорт до утре. Градоначалникот Рамиз Мерков во петокот попладне рекол дека е испратен, но според изјавата за 360 степени, документот би требало да го содржи само она што Мерков повеќе пати го тврдеше, дека во Струга нема дивоградби во заштитениот појас.